Ај на здравје. На здравје. На здравје сезона Ниџо. На здравје, да сме здрави и живи до година пак. Заврши 26-та. Значи цел ден денеска правиме муаве дека од 20 чекаме да помине 26-та за да дојде 27-ма и веќе толку ми се уврте тоа во глава. Да. Зашто? Зашто се брзате толку? Па да видиме што ќе биде со новите мотори, пошто ова 26-та е као... Не, се најсладкото е сега, пети, најубавото. Ниџо, не немаше, откога ќе испадне дека коментираме и снимаме само кога Марк вози. Или... Да. Или Марко кога тепа сам. Или не снимаме кога Марко тепа. Ај. Или не снимаме кога Пеко паѓа. Ај. Значи, одберете го својата причина зошто не снимавме изминатиот период, иако ни една од овие не е точна. Ја да ти кажам, нели сме збореле, мотоспорт ми е број еден спорт. Не знам за нешто многу друг спорт, ти си имаш и други хобија, ама што е долга оваа сезона, долга е, брате. Многу. Ја мислам дека 2 до 3 трки беа више кога оваа сезона. Океј, беше одлучена титулата пред 5 трки, ама ствари беше одлучено пред да стартува сезона, ама ајде. Како и 2026-та имено, затоа сакаме да ја прескокнеме, но да се вратиме на поинтересните теми. Да се лажеме ако сакаш. Ја сум за лажење, да. Не знам дали фрли поглед на тестирањата денешни. Видов, да. Као што кажа ти, ја чекаме 27 година за новите правила, ама некој не чека априлија извади некој чудовиште од аеропакет. Мене ми е многу чудно што толку се блиску сега, ако не нели на ниво на Дукати, да не претеруваме дека се подобри од Дукати. Чекај, Ниџо, значи нема и се одма со тестови ќе правиме уве за 2026-та, не. Ајде да ја сумираме сезоната прво. Значи, не можам, ова ми е најтаза сега. Што ти ја памтиш оваа сезона? Значи, знам дека ти е таза, ама нашите верни гледачи зажелеа толку долго време да не слушнат и сакаат да го чујат нашиот, односно твојот експертски став за целата сезона. Значи, една ретроспектива на сезоната да направиш. Кога ќе погледнеш назад, кои ти беа најубавите моменти, во кои најмногу уживаше, кои ти направија најмногу големо задоволство и кои ти беа моменти во кои што рече, ова не требаше да се случи или тапа е што се случи? Ќе го кажам као најголемо изненадување и воедно најголемо постигнување целата сезона на Марко Безеки. Иако Марк Маркес е заслужен, апсолутно заслужен шампион и нема конкуренција тука никаква, ни по бројки, ни по ништо. Сепак тоа беше нешто што го очекувавме. Се надевавме, го очекувавме, предвидувавме кој што како сака нека каже. Ама никој мислам дека не можеше да предвиди тоа што му се случи на Марко во позитивна смисла. Иначе за негативна смисла имаме доста примери кои што никој исто така не ги очекуваше. Ама Марко би го издвел прво кога најави дека напушта VR46, иако добија фабрички мотор од Дукати, тогаш, нели сега лесно е да се правиме паметни, ама тогаш јас го оценив неговиот потек како промашај, затоа што бега од најдобриот мотор на гридот. Ама очигледно имал нешто друго замислено човекот, да стане свој човек во фабрички тим вози, иако тогаш важеше за втор возач во Априлија, сепак успеа да се избори со ситуацијата, со она што му го приреди Мартин на целиот тим на Априлија. Прво не сакајќи се повредите, второ со негативниот пиар што им го направи со ќе си одам, него бива моторот и така натаму.
Значи, он успеа сето тоа да се изолира од сето тоа и да искористи шансата и да излезе како победник од целата приказна и да се наметне дури како најголем конкурент на Марк за наредна година. Мислам дека нема некој што ќе опорекне тоа, дека он гласи за најголем фаворит за освојување на титула после Марк. Што е незамисливо беше 12 месеци пред. Што во суштина значи дека е тотално небитно, ама како и да е. Апсолутно и докажува, нели ова е исто што го кажам, баш тоа сакав и да го кажам на крај. Кој ќе кажеше пред година дена дека вака ќе завршеше приказната со Марк. Со Марко Безеки, пардон. Исто така кој ќе кажеше дека така ќе заврши сезона и со Пеко. Исто така кој ќе предвидеше и Мартин дека толку ќе се раскопусери од паѓање на ја мислам дека оваа трка влезе како уплав да имаше од сите останати на патеката и само му беше битно да заврши здрав и жив, да ја заврши трката, затоа што веќе ти влегува под кожа тоа. Мислам, јас сум го доживел тоа на моја кожа, кога ќе паднеш, кога ќе се распаднеш онака и кога после ќе ти биде страв да се качиш на мотор, не па да се тркаш. И тоа. Ако гледаме за најпозитивното изненадување, за мене тоа беше. Океј. Јас, од моја перспектива, ако ме прашуваш истото прашање... А што беше за тебе, да? Фала, Ничо. Значи, јас би рекол на лично ниво, од мој личен аспект, дека веројатно оваа сезона беше пресврт во тоа како следам трки и колку длабоко се интересирам за трките и колку многу дознавам пред и после трките за самите трки, за самите технички карактеристики, за предности, недостатоци и така натаму. И морам да бидам искрен, не ми се свиѓа тоа толку многу. И покрај тоа што уживам многу повеќе во трките, не ми се допаѓа затоа што знаеме кои се возачите кои што може да им се воодушевуваме. Тоа го ставаме во една фиока и се останато премногу се сведува на муабети кои што премногу ми наликуваат и доправа уште многу ќе наликуваат на еден друг мотоспорт кој што не сакам да го спомнам и именувам во овој момент. Сега, значи, не дека порано пред ја да следам толку многу повеќе и подетално, не се случувало тоа и не било така. Така било, не викам не. Меѓутоа, ми се поставува прашањето дали може би е подобро да се видиш наивен гледач во недела, кој што само си гледа забава и трки и се бори да има повеќе престигнувања и динамика и возбуда и чуда врагови. Или ќе гледаме тајминг во петок са бајле, па петок поплатне, па ќе знаеме дека главната битка е петок втората сесија, односно првиот практис, и после тоа дека борбата за пол позиција и за првите два реда всушност е круцијална, односно најважна, и дека најбитна ќе не биде првата или првите три кривини. Затоа што се понатаму се сведува на исклучок, односно реткост, дека може да видиме некаков тип на борба, која што не дека ја немаше, меѓутоа ја немаше во клучни моменти, ја немаше во битни моменти, ја немаше во моменти кога требаше се бори титула, кога требаше се освојува први места и така натаму. Видовме многу борби на сам старт на трките, не видовме па скоро воопшто, ајде да речам, борби за прво место на самите трки. Особено не на крај, во последни круг 2. Може би притисок од еден или друг тип, меѓутоа борба вистинска, не. Сега, јасно ни е, тоа е заради гумите, тоа е заради холшот девајси, тоа е заради райд хайт девајси, тоа е заради аеродинамика, на крај го чекав да го кажам, пошто е најважно, а е најмногу заради аеро и така натаму. И јасно ни е на сите тоа колку многу влијае, дори имаше некои изјави, ако не се лажам, на Лука Марини, дека ништо денеска во MotoGP не може да донесе поголема промена и предност, нити мотор, нити суспензија, нити сетап, нити ништо, колку што може да направи разлика аеро пакет.
Така. Затоа и Априлија толку многу напредуваше, сите викаат дека успеале да најдат аеропакет кој што ќе им ја среди и задниот дел од моторот ќе им го среди, ќе успее да излече грип, затоа што од секој пат имале добар преден дел, меѓутоа им фалеше заден дел, со тие некои крилца странични, нели, на газ, на седло, на нозе, кај да биле, успеале да го регулират и тој дел, и тогаш конечно, нели, arguably би рекле англичаните, и го имаме најдобриот мотор на грид. И покрај тоа што Ducati 2024, односно Ducati 24 се уште важи за најдобриот ever било кога направен мотор. Сена се согласувам дека на крај некако, можеби затоа што беше решен шампионот одамна, можеби затоа што немаше толку многу истинска борба, можеби затоа што сакавме да добива Безеки, ама Безеки кога победуваше релативно лесно, победуваше без никаква драма од почеток до крај и така натаму. Ми се види и мене долга сезоната. Ми се види долга, особено на техничарите со Д, како се вика, класификација, тимовите со Д концесија. Затоа и се прерадува Honda сиротите дека ќе влезат во С концесија и дека сигурно сопругите уште повеќе се израдувале. Апсолутно. Што ќе ги видат дома конечно. Деца, сопруги, фамилии до трето колено и слично. Меѓутоа, да, дефинитивно станува многу пософистицирана оваа игра. Се надевам дека 2027 ќе биде малце поразлична, не дека ќе биде помалку софистицирана, да се разбереме, меѓутоа ќе биде помалку различна од аспект на тоа дека ќе имаме повеќе возачи кои што ќе играат некаква улога. Рековме дека имаме 3 возачи кои што сите едногласно малта не се согласуваат дека се број 1, онака друго ниво сами за себе. Зборуваме за нормално Марк Маркез, зборуваме за Фабио Квартараро и зборуваме за Педро Акоста. За жал, моторите и комбинациите, пакетите, да не речам, што ги имаат Акоста и Квартараро, се далеку од доволни за да бидат некаква сериозна закана. Сите се надевавме дека Коста конечно ќе постигне својата прва победа, сите се восхитуваат колку созреал во текот на оваа сезона, што исто така може да биде хајлайт на сезоната, дека Коста созреа релативно брзо, не премногу брзо, меѓутоа релативно брзо, особено ако се земе предвид дека почетокот на сезоната не се фокусираше на тркање, се фокусираше на борба со КТМ, не на моторот и на патеката. Не делуваше толку зрело тогаш на почеток на сезоната. Да, апсолутно. Покасно се освести малце, али окей. И ако видиме дека Ямаха се уште е далеку од било што нешто конкретно да направи, за разлика од Honda која што гледаме дека има напредок и тоа константен, сериозен напредок. Извини, на почеток на сезоната што ти речеш? Колку изгледаше обратно односот на Honda и Ямаха? Ямаха на тестирањата во Малезија изгледа сериозни, па има добри трки на почеток, па Джек Милер, па Квартараро беше дури послаб од Джек Милер, па така натаму и цврц. Значи, искрен да бидам, пошто сум фан на Квартараро и тоа не го кријам, не дека сакам да си оди од Ямаха, ама би сакал да го видам на друг мотор за да знам дали стварно е толку добар колку што ние сите мислиме и знаеме. Добар. Знаеме дека е добар. Не можеш она канта од јас, иако возам лично Ямаха, не сакам да нарекувам така, ама не можеш од ајде да кажам концепт веќе 5 години застарен, ја мислам дека е нерелевантен за денешната формула на MotoGP правила, мислам дека тотално е застарен како концепт да го донесеш 5 пати на пол позиција, мислам. Тоа е нереално за мене. Вади многу повеќе него што заслужува тој мотор и што би било кога би возел Априлија да го подпишеш оној договор што му го нуде. Ја мислам дека ако нешто драстично не се смени, а не верувам дека ќе се смени, а не знам ни како би го увериле Ямаха дека може да се смени за 2027, меѓутоа дека следната ќе биде последна сезона на Квартараро. Па две работи се. Една е ако имаат толку среќа да го убодат овој концепт толку добро за да почне од старт да покаже потенцијал, значи тоа е едната работа. За сега не дава ветување. Зборуваш за 26 или 27?
За 26-та. Не знам, не делува, не дава сега резултати, ама не знаеме кој safety mode е моторот и така натаму. Еден прототип кој што Раул Фернандес само смееше да го вози. Аеропакетот, менјачот. Како? Возеше денеска Квартараро. Да. Пак ќе кажем, тој во многу рана фаза е прототипот на развој, за да знаеме нешто. Мислам дека во Малезија ќе знаеме многу повеќе, затоа што тогаш ќе мораат и да го хомологираат моторот, што ќе им ги врзе рацете за натамошни експерименти. Мада се они во групата на концесии ќе можат да чепкаат нешто, ама за да го задржат Фабио ќе мора нешто да покаже, некаков потенцијал за она, како се вика, светло на крајот тунелот да му покажат на Фабио, затоа што човекот е више презаситен, окей, негов избор е на крај крајава, никој не сме тука ние за да го жалиме, штета е потенцијалот да го изгуби во овие години, меѓутоа факт е дека е негов избор. Во било кој тим друг ќе веројатно ќе покажеше нешто повеќе, затоа што Ямаха заврши последна во овој шампионат и дефинитивно и дури на Хонда да возеше ќе покажеше нешто повеќе. Мислам ќе постигнеше подобри резултати. Веројатно. Ако ова јас што ти го оспорив преска да го ставиме на друг мотор за да видиме дали е добар, јас сум убеден дека е до толку добар. Ама ако постои сомнеш дека заради Ямаха изгледа толку добро, онда грешам. Не знам, мислам јас само го ставам ова по знак прашање пошто предолго време во Ямаха. Пази, тоа може да го кажеш и за Педро Акоста дека премногу долго време му треба за да ја направи првата победа, а јас сум убеден дека не е така, дека едноставно вади максимум исто од таа машина и дека не може никој да ме убеди дека Алдегер и Раул Фернандес се подобри од Педро Акоста. За мене јасен показател на тоа колку е добар Педро Акоста е фактот дека во ниедна трка од изминативе 22 тркачки викенди ниеден КТМ не бил пред него. Не земал квалификации подоби и како и да е. Значи, да, во трка имаш што цикаш он не завршил. Небитно, да. Ама во квалификации никој не бил подобар од него и никој нема повеќе бодови од него. Никој нема ни приближно ми се чини бодови. И така ќе беше случајот и лани да немаше толку падови, истиот случај ќе беше, ама неискуството и желбата да се наметне. И Биндер се далеку од лоши возачи. Сите четворица. Во смисол на тоа дека се као, нели, Маркез, ама имале резултати. Мислам, не дека немале резултати. Апсолутно, така да. Од тој аспект, Педро е докажен дека созреа, дека престана да паѓа за глупости, условно речено. Па не, тоа е зрењето кај него. Свати дека е детски да пробаш да извадиш максимум од моторот, размислувајќи дека трката трае 5 или 10 круга, дека едноставно мора да ги извозиш сите 22 или 25 круга. Да. Зависно од стаза до стаза, за да стварно го освоиш тоа второ, трето или четврто место. Иначе ти можеш да бидеш прво место у првите 5 круга, ама не значи дека си најбрз од сите ако паднеш после петиот круг. Така да тоа му се случуваше и на Раул Фернандес, он исто така мора да го пофалиме дека многу созрева оваа година и на него му беше, ако памтиш, на почеток на сезона, мисля дека готово ќе го изгуби местото од тимот и му беше make or break, Джайли Бу му беше оваа сезона и си ја скрои судбината позитивно и мислам дека нема да ќе го гледаме уште долги години у класава. Фермин Алдегер секоја чест на талентот, меѓутоа факт е дека малтене на шампионскиот мотор вози, ланскиот шампионски мотор и се сложивме сите дека оваа година исто така GP24-ката е најдобриот мотор. Има два возачи што ја возат GP24-ката што апсолутно не покажа, мислам Фермин Алдегер покажа на моменти, нели? Не покажа резултати. Као за руки супер, да. Не дека не, меѓутоа еден сега веќе јавно многу
како да кажам, непосакуван возач во MotoGP се обрука комплетно и овој викенд. И ја вози GP24-ката со која што апсолутно ништо не направи. Мислам, многу малца направи. Пази, пак имаше добри резултати за негово реноме. И ќе влезам у нека друга сфера на теорија на заговор, ама јас стварно мислам дека човекот треба еден добар лекарски преглед да му се направи, не саркастично, не иронично не го кажам ова, затоа што едноставно фокусот му е надвор од стандардот за ова надпреварување. Значи, зборувам дека јас сум загрижен за неговото психичко здравје, у смисла имаше и потрес на мозок, не, сериозен сум, имаше и потрес на мозок, имаше и тешки повреди и така натаму, таа се работи кои што влијаат сепак на психичкото здравје и кој не сватил до сега, кажи им за кого зборуваме. За Френки Морбидели, кој што сите го сакаат, пази, во падокот, никој не значи не правиме муабет за некој што улетал онака без врска, кој што е паднат од Марс Мото 2 шампион, првиот шампион на VR46 академијата и така натаму. Имам теорија. Па пошто е чукнат малце, нели? Сите знаат дека се исклучува на моменти. Народот му е жал да го исполи. Пошто само што вам не е тоа далеко од вистината, ама реално еве да не беше шеф на тимот Роси, дали ќе го продолжеше некој договорот со Френки? Не, тама. Немаше шанси, немаше теорија. Не. Значи не зборуваме дали ќе останеше, немаше да остане во MotoGP, не зборуваме за тимот дали ќе останеше. Значи Да, јасно. Другата чуденка друга е Алекс Ринс, кој што едва застана на нозе после 2 години од таа повреда во Муџело и ама мислам дека он има па една друга тежина која што му дава за право да остане во тимот, што технички е многу подкован и мислам дека ќе им помогне многу во овој период на развој на V4-ката, затоа што изнавозе се и се што и има искуство доволно и работник и очигледно тимот гледа во него развоен возач да се врати на стара патека на победи. Why not? Не е до толку стар, ама за разлика од Френки не преглупости, например, он знае да си извози никаква трка, ама ја вози, до краја вози. На 15, на 16, на 16. Као и Лука Марини лани што му се смеја сигурно многу, види го секоја трка последен завршува, ама види каков производ донесе сега и какви резултати постигнува. На крај крајава, она што го кажавме преска, дека ја излече Хонда заедно, нормално со сите други возачи на Хонда од концесијата Д, од класификација Д. Да. Што особено за нив како бренд значи многу, затоа што горди се они на тоа, нормално, да. Добро, нема да го спомнеме Пеко, пошто е доволно да пати сам. Ние не сега нешто плюс да се ситиме. Па не сме се сителе, никогаш не сме се сителе на него едноставно колку што он сака да ја заборави оваа сезона, валјда сите и што следат MotoGP сака да го забораат овој дел. И не знам дали некојаш ќе ни биде јасна таа мистерија што се случи со него оваа сезона, ќе видиме наредната сезона дали се решило нешто или ќе продолжи по тој пат. Размислав, еве од моето драгоцено слободно време го одвојувам доста на MotoGP и размислам на меѓу другото и тие проблеми, нели, есенцијални, животни. 21 година Фабио Квартараро освои титула таа сезона. Пеко веќе тогаш беше во конкуренција до оној пад мислам дека во Херес беше или во Мизано, не се сеќавам сега точно. Добро, бркаше на крај да го стигне, а втора половина од сезоната беше многу подобар. Ама не беше доволно на крај да го стигне во Валенсија, нели требаше да извози Квартараро да заврши и така. Да, ако земеме предвид дека Квартараро е исклучителен возач, како што нели заклучуваме цело време и дека јас сум сигурен дека
некој поквалитетен возач на тоа Дукати. Ако памтиш, тоа е периодот кога Квартарар, Бањаја возеше со Милер. Мислам дека со Милер да возеше, ако не грешам. Значи нема возач од калибарот на Довициозо. Таа сезона му беше прва во која што не возеше за Дукати и нема некој лидер, да кажем. Значи беа оставени малце на као да го градеа тимот кој што даде резултати покасно. Така да таа прва сезона за мене мислам дека му е изгубена, не му е изгубена на Бањаја, али му е сезона на учење и не покажа квалитетот типот на Фабио Квартараро, квалитетот типот на Коста, да му го даеше тој мотор на Коста, например, у таа сезона или на Маркес и така натаму и така натаму. 22 ја освои со огромна разлика во бодовите, ако памтиш, исто во однос на Фабио Квартараро. Значи во втората половина од сезоната растори, не знам, 91 поен или како беше, некој рекорд беше и тоа. Со огромна разлика, значи таа сезона не му е баш кој знае колку чиста во однос на, да речеме, на некоја си доминација или не знам каква умешност. 23-та исто така освои сезон титула со една очајна трка последна, ако памтиш, во Валенсија, кога со Хорхе Мартин беа во конкуренција. Хорхе Мартин беше изфрлен заедно со Марк Маркес во еден дуел страшен за Марк Маркес, али човек, нели, со 9 животи као мачка и он се врати пак на нозе. Така да и таа сезона не е некоја доминација. Лани му избега титулата, сега зборуваме за 24-та година, му избега титулата и покрај 11 победи на главна трка. Значи зборуваме за 11 победи кои што ги имаше сега и Марк Маркес, меѓутоа не извозе 5 трки. Марк Маркес сигурно ќе имаше и повеќе. Значи зборуваме за некои услови во кои што Пеко Бањаја возеше, да речеме, ракета. Не сакам да ги намалам неговите успеси, меѓутоа можеби оваа сезона докажа нешто друго, дека едноставно можеби самиот се соочи со тоа дека не бил толку добар колку што резултатите, односно двете освоени титули го покажаа тоа. Не знам, тоа размислав деновиве, дали сум во право или не, ама некоја си таква мисла ми се развива. Мислам дека не можеш да знаеш дали си во право од оваа перспектива сега, затоа што сезонава е лоша, да, факт. Меѓутоа, дали лоша заради тоа што беше под влијание лоша е многу нежен опис за сезонава. Добра, катастрофална, да речеме, безобразно катастрофална. Зона, како беше, зона на сумрака, у наше време се викаше зона на сумракот, значи буквално беше ни на небо, ни на земја, победува на една трка, па на другата го нема, па на третата се губи, па не може у Q2 да влезе, па хорор, значи, муабетот ми беше дека ако продолжи понатаму вака, тогаш ни е јасно дека е тоа, дека нема лесно или нема искачање воопшто од таа приказка. И можеби де факто ќе открие дека да, тогаш тие две титули и тие борби за титули биле под еден друг признак, во еден друг контекст, ме свекеше. Кога можеби немал вистински конкурент, кога можеби немало конкурентен мотор и конкурентен водач во исто време. И во првата ситуација во која што имал конкурентен возач на конкурентен мотор, ја изгуби титулата. Втората ситуација во која што има конкурентен возач на ист мотор, ја губи катастрофално, нели, сезоната, дури заврши на 5-та позиција, сега да бидеме реални. Но ако до година се врати, односно има поконзистентен учинок, тогаш можеби ќе го задржи се уште, нели, тоа реноме кое што го треба да го ужива или сака да го ужива или мислиме дека ќе го ужива и ќе го задржи тој момент и мислам дека оваа сезона ќе може да се подзаборави. Релативно, да. Затоа ја почнав мислата со тоа. Дури и да нема врвни резултати, дури да не биде у топ 2 или топ 3. Не бе, втор нека биде.
Да, втор Значи, нека биде биде како што ја започна сезонава на крај крајава, Значи, нека биде константно у whatever. топ 5, мислиш? Нека биде константно у топ 5. Да. Нека се бори у топ 5. Ќе биде доволно за да оправда својата титула. Мислам за да оправда својата големина, да не речеме така нешто. Меѓутоа, ако он блицне на една трка и го нема постоа 5 трки, не само да го нема, туку да се брука од типот на, пази, го нема и Квартараро, го нема и еден куп други, го нема и Мир на крајот на криштата, кој што е, нели, исто така шампион, ама имаш друг контекст, ме сакаш, имаш друг предтекст, имаш други услови во кои што сите тие возачи функционираат. Меѓутоа, да го нема двократниот шампионот пред 2 години, кој што, нели, беше толку славен, не палеше оправдано. и жареше, реално. И одеднаш сега толку многу да рикнеш, знаеш како? Да, дефинитивно, се надевам дека се уште не се под знак прашање, нели, тие 2 титули, меѓутоа, ако има уште една слична сезона ваква, сето тоа ќе падне во вода. Значи, буквално на Мир титулата повеќе да не важи ги успел него никад ќе биде. Не, стварно, она еврејската да имаш па да немаш ќе испадне. Значи, стварно, мислам дека Мир се бори против тие овакво демони со неговата една единствена победа во шампионската сезона. Ама беа многу, како да кажам, многу уникатни условите. Јасно. COVID сезона, по 2 трки на една стаза. Види, за Мир можам да кажам една работа. Така натаму. Значи, Мир докажа дека е конзистентен во што и да прави. Таа сезона беше конзистентен да завршува трки, оваа сезона беше конзистентен да не завршува трки. Не, оваа не, ама предходните 3 да. Оваа сезона покажа се врати на подиум, пази, тоа е веќе. Да. Зборуваме за сериозна нагорна линија. Кај Пеко не видовме нагорна линија, тоа е проблемот оваа сезона. Значи гледавме јојо цело време. Овој паѓаше 3 сезони и сега почна, ајде да, знае да падне пак, ама има и подиум, има и добри резултати и така натаму. Во Јапан се држеше многу добро, здраво возеше. Ама гледаш дека и повеќе влегува во Q2 и слично, мисля претходно тоа беше мислена именка, јасно. И body language-от му е друг, едноставно има повише самодоверба и се гледа на моторот како легнува и така натаму, значи борец е, фајтер е бе, ти толку 3 години и филмот му се скрши со Сузуки, тамано освети тула, најавија повлекување, значи многу страшни психолошки моменти доживеа. Сега, ако испадне дека и Пеко заради психологија му се дешава оваа сезона што му се деси, ја не можам уште да се отргнам од фактот што лани во Малезија, кога се бореше за титулата против Мартин, Мартин постигна во квалификација еден ненормален круг кој што ја мисля дека е недостижен. Он успеа да го победи со некои 30-тинки, нека ненормална. Значи тоа се постигнувања кои што не идат случајно, знаеш. И сега не може еднаш да ги снема. Ама тука е мистеријата, јас само со чуденки ти гледаш сите подкасти, овие великани од типот на Мет, Оксли и сличните, не може да му го најдат крајот. Стварно не може да му го најдат крајот. Моторот е, држачите на моторот, инерцијата, негативниот торк, не знам што, аерото и овиот Дукати му замеша уште додатно кашата со тоа што се премногу горди за да признаат они дека имаат не знам какви промени со моторот и така натаму, тоа ги чуваат, мислиш дека се тајни на НАСА. И тука го ставаат уште во поголем оган, му даваат част мотор со една конфигурација па со друга. Не знам дали примети на мислам дека во Малезија беше врти еден круг Пеко со моторот кој што очигледно не го сака, не му лежи. Влегува во боксот и као му направи со веѓите на Джиджи, као виде дека не ме тере со сила. Значи, они имаат внатрешни проблеми во тимот кои што се рефлектираат очигледно во возењето на Пеко. Сите сме различни, сега глупо е, сега ја и ти ќе седнеме, ќе отсудиме шампион двократен, ќе кажуваме дал вреди, не вреди, титулите, не знам што. Значи, такви токсични работни атмосфери, знаеш дека и кај најдобрите знаат да делуваат, особено ако се емотивци, и дека
Може од најдобар да биде најдеструктивен и најлош во тимот на крај крај. Ја мислам дека нема главниот проблем лежи во фактот дека Лука Марини и Роси имаат трет брат за кој што не биле свесни дека им е брат, а тоа не е Пеко Бањаја. Туку Марко Безеки, очигледно. Не бе Марко Безеки, Па не. фати изјавата. Фати за Марк Маркез, да. Тоа беше капак, да. Чекај, кој контекст го кажа тоа? Значи го рекле као стилу дека Марк знае да направи добра тим. атмосфера, да направи тим, да го гради тим. тимот внатре цел тим, и тоа било карактеристика на Роси, еве и на Марини. И Марини изјава, па може Марк ни е брат за кој што не сме знаеле. Да. А сите големи шампиони, паралелата од оној спортот што не сакаш да именуваш, и на времето и Сена, и Шумахер, и Хамилтон беа апсолутно во својот тим домаќини. Го спомнав ова затоа што ние никој пат не сме го почувствувале тој момент кај Пеко. Затоа што никој пат не сме го виделе тој момент кај Пеко. Затоа што окей, он влезе во клинч со својот тим, затоа што не му даваше добар пакет. Меѓутоа, мајсторе, или јасно и гласно кажи што не чини и што сакаш, или навикни се и го сработи го тоа што ти го даваат. Тука знам дека не е едноставно, меѓутоа можеш да најдеш јазик со кој што работиш. Како можеше Марк да го направи истото? Како можеше Гресини да го направат истото? Не. Ја, окей, те разбирам, ама ситуацијата у Дукати е слична на Ферари, ако пратиш што се дешава. Внукот на Енцо Ферари, Џон Елкан, кога изјави нашите возачи треба да затворат уста и да возат малце подобро, затоа што тимот и болидот си се таман као што треба, ама они не вадат максимум. Значи, зборуваме за корпорации, не се тоа корпорации, тоа се секти. И Дукати и Ферари се веројатно многу слично функционираат, каде што не можеш ти така лесно да кажеш или да контрираш, освен ако резултатите не те поддржуваат. Значи, во случајов Марк Маркез може што сака да им каже. Апсолутно, да. Затоа што доминира. А сега Пеко... Веројатно и го кажува, да бидем искрени, веројатно и кажува. Он тотално го како се вика тоа, го свична тимот у негова корист, ама не тоа, не знам какви зацкриени намери, едноставно човекот е таков како што е, влегува се зеза со сите италијани, мислам го дигаат на раце, пеат заедно италијански песни. Она вадењето на оделото пред публика во Мизано беше исто така, као демек луѓе, еве гледајте, Тресов го гледате или што возам ја, не гледајте позадина некој во тоа и така натаму, остете политика или како сакаш кажи го. Она тема лоша од 2015, што не сакаме да се повторуваме, да се враќаме и што е одвратно веќе. Така да, он си го присвои тимот на сосема еден легитимен и легален начин, едноставно харизмата, резултатите, остроумноста што ја има и поседува, сите инженери го кажуваат тоа што работеле со него. Значи он вика кажува работи кои што не му тикнува на некој друг да ги каже и да ги направи. Значи размислуваат чекор понапред и за тоа се тие резултати, луѓе. Тоа е ништо не е случајно. И тука мислам дека се скрши нешто кај Пеко и го изгуби тимот што го градеше под наводници, го изгуби. Едноставно предходните сезони ги менуваше, нели, Енеа Бастианини тотално небит. Некој може не се не сеќава дека возел во фабричкиот тим и тоа дури 2 сезони. Имаше повреди човекот и така натаму, меѓутоа не успеа ни да го начне тоа што го направи Пеко како успех и не се наметна воопшто во тимот. Предходно со Джек Милер па на перформанси се изгуби, он има и харизма и симпатичност и све, меѓутоа он изгуби во директен дуел со Пеко. Значи он си замина од тимот само заради тоа. Мислам дека. Сега првпат се случува да дојде некој поербап и да го убие у поем, што би рекли. Да.
Мислам дека не остана уште претерано многу луѓе да спомнеме за минатава сезона, освен можеби херојската победа на домашен терен на Зарко, кој што, нели, мислам дека си го заслужи за силот минат труд во MotoGP. Да, тој Блиц имаше, Блиц успех, да. Тој Извини, момент само да не ми избега мислата, ќе направам споредно со нешто што се случи во Ямаха кога дојде Лоренцо. Замисли Лоренцо влегува во Ямаха кога Роси е во зенитот и успеа да издржи психолошки и да му земе 3 титули доека возат заедно. А и втората титула веќе беше во Дукати Роси, небитно. Меѓутоа па ако сакаш да свртиме тезата, па го избрка од тимот на тој начин што го натера да отиде во Дукати. Значи нешто слично му се случува на Пеко, него споредувам со Роси, меѓутоа ситуацијата да има свој тим и сега влегува некој друг во тимот кој што прави партел на истиот мотор. Тука некоја паралела гледам, ама не знам, ќе видиме наредна сезона да не премногу анализираме психоанализи и така натаму. Ја мислам дека ако му дадат таа 24-ка ќе биде најсреќен на светот, нека крста како сака. Ама ќе биде најсреќен на светот и барем ќе вози како што возел лани, како што возиш. Тоа сакав да го отворам како тема. Дали знаеш со кои мотори ќе одат во 2026 Дукати? Сега. Знам. Кои мотори се следните? Да. Значи, они не кажуваат... Знам, кој ти кажа сега. Они не кажуваат што направиле у 25-ката, не да ти кажа 26-ка која ќе биде. Дали знаеш што збориш? Значи, они пред ќе го избркаат Пеко од тимот у сред сезона, него да кажат што промени направиле. Значи, јас, моја теорија ќе ти кажам дека мислам дека ќе биде некој, значи, пломбирани се моторите 24-ка на GP24-25. Мислам дека ќе се вратат на 24-ката како мотор, дури и со нивната шасија и некои подобрувања од дали од 25-ката или сосема нови за 26-та година. Рачуне дека може на тема аеро, на тема рам, на тема свинг арм, на тема било што, ама моторот мислам дека ќе го вратат 24 затоа што тоа моторно кочење што го закопа Пеко, мислам дека дефинитивно ќе му одговара и на марки и на сите, нема никој да се противи на подобар мотор. Сега заебот ќе биде ако Марк рече мене ништо не ми фали на овој мотор на 25-ка, ве молам не ми чекајте. Идемо дале. И има право на вето и тука мислам дека ќе се заврши. Мислиш дека е можно Марк да вози еден мотор, сите останати да возат друг мотор? А што ќе му кажеш? Не, може да се сплати урадо ќе му кажеш ети мотор брка работа што се Дукати. Во тимот мора да има два фабрички мотори исти, тоа сум сигурен, во фабричкиот тим зборувам. А во VR46 има еден, Алекс Маркез ќе го вози најновиот. И тука завршу и уште еден во DJ ќе вози. Значи 4 сега зголемуваат од 3 фабрички на 4 фабрички, тоест на најнови генерации да кажам. Така на PR гледано најнови. Господа. Да, малте не така кажа. Дури имаше информација и верувам дека е така, може да се деси GP24 да возат и да ја крстат 26-ка заради PR. Сега, со среќа нека му е на Френки Морбидели со 25-ката. Која што ќе мора да вози. Ако не е 24-ка. Не, тоа кажа, не. GT25-ка вози Марко, Френки Морбидели и Фермин Алдегер. Ќе ти прочитам еден извадок од резултатот на денешната тест сесија во Валенсија. Ајде. Прво и второ место Априлија. Трето и четврто место Дукати. Пето и шесто место Кате. Седмо и осмо место Дукати. 2 по 2 по 2 по 2. На што те потетува ова, драг Ниџо?
На што ме подсетува? Не знам на што ме подсетува, резултатите. На Формула 1, на што те Да. Слично заврши и во неделата трката заврши слично, но мислам на тоа алудираш. Не. Али да, имаш. За моментот на дека воздачите се небитни оваа. И па она што го кажа Преска за 27 година што го чекаме, мислам дека тука најголемиот бенефит ќе го има публиката, дека ќе има по-непредвидливи стартови, ако не остатокот трка. Може да се деси нели некој да биде толку доминантен да избега после, ама старт као старт заради тие уреди за манипулација на висина на моторите што ќе ги конечно тргнат во 27 година, мислам дека ќе бидат по-непредвидливи. Да. Може ли да почнеме да ја затвараме оваа епизода со која што ќе затвориме оваа сезона на коментирање на MotoGP, меѓутоа тоа не значи дека нема да снимаме понатаму на некои други слични теми. Може би нема бидат поврзани со MotoGP, може би бидат поврзани со мотори секако, да не оставиме зимата во долг заспан сон. Но дали би се охрабрил да пред очите на јавноста, што би се рекло, и ушите на нашите слушатели, да дадеш една прогноза за 2026 година, во смисол на тоа кој и каде ќе ја заврши сезоната на крај? Па, ако нема ништо паметно да кажем, Маркез, Марко Безеки, Хорхе Мартин, Алекс Маркез, ако се врати на нормала Пеко Бањаја и натака е шарено. Хонда би ја ставил дори. Четија Коста. Нема место за сите. А Коста, мислам дека не знам како ќе се одвиваат работите со КТМ, искрено. Не сум нешто многу оптимиста. Не заради Коста, ама КТМ не знам во кој правец ќе се движи. Се слушна муабет некој нели убав. За превземање некакво од страна на CF Moto и не знам. Стварно не знам. Може да биде тоа и позитивна промена, може да, ама не знам. Би сакал да биде КТМ, да му даде добар моториста како што сака Ямаха на Фабио, да му даде добар мотор, за да може да се бори. Видиш Фабио, него ни спомнавме. Ти не го спомна, не ме праша за ја како. Да. Ајде, кажи го твојот распоред. распоред. А иначе, да не забораваме дека денеска и Топрак возеше. Да. Тоа сакам да те прашам пред да почнам јас со мојата прогноза. Што мислиш кој ќе биде највисокиот успех на Топрак? Највисокиот успех на Топрак мислам дека ќе биде да ги научи стазите прво на тие кои што не се поклопуваат со Супербајк, а баѓи се. Да учи максимално брзо како се вози во MotoGP, што може да се постигне во MotoGP, дај Боже да го игнорира тој факт и да ни покаже нешто што Педро Акоста го правеше кога дојде во MotoGP, некои маестрални вожњи. Меѓутоа мислам дека за него добро нема, он 20 години, има 29 и мислам дека ќе треба да учи со baby steps за да дојде на своја наредна 27 година со гумите на Пирели и тогаш да иде у full attack мод. Би сакал да видам некои маестрални вожњи, ама не знам оваа Ямаха V4 што ќе покаже. Дали ќе биде најдобро Ямаха, не верувам. Далеку од Не може да биде покрај Квартарaro. Да. Може да, ако биде трет, ќе му биде успех у поглед на Рете Ринс да биде повторно четврт. Ќе има некои пикови, особено на стазите кои што му се познати као Филип Ајланд, мада не му е нешто омилено многу. Портимао, например, може нешто да покаже и тоа ќе биде на крај на сезоната. Да. Па и плюс ти има цела сезона под него, значи веќе извозена. И Асен, може би, Арагон, има стази каде што може да покаже. И Арагон не му лежи нешто многу, ама окей. Мојата оптимистичка прогноза за Топрак би била да влезе во 2 или 3 трки во Q2.
и да заврши у топ 10. Значи 2 или 3 трки ако заврши у топ 10, мислам дека ќе биде повеќе од успех. Затоа што имавме ние Ямахи кои што не завршуваа у топ 10 редовно. Па Така да повеќе имаше што не завршува него што завршува, да. Да, така да И тоа би умрало на време кога можеше да се влезе во MotoGP онака мушки, да се направи партал, онака од друга класа да влезеш и да издоминираш само на квалитет. Значи овде треба да учиш, прекомплексно е сето. Гледај како се квалификуваат и за да влезеш во Q2 директно имаш први 10-15 у пола секунда, мислам, тоа е. Да, тоа е нездраво, мислам. Нездраво е тоа. Него спомнавме, Булега кој што имаше мислам нека сосема солиден настап. Иако зема бодови бе единствено Дукати што зема бодови од кога Марк не вози. Инаку мислам дека и он очекуваше дека подобро и тоа е убавото што се виде кај него дека има амбиција, беше разочаран од себе си. Многу беше интересно што Пеко му даваше совети како да влезе во кривина поагресивно доека на тази. Девој бато не ме брани. Да. Тоа е шалата, делот од шалата, ама од друга страна големината на Пеко да максимално да му да биде од помош и да е отворен go free, тоа што го носи на својот комбинезон е реално така и дечкото е буда кај возачите на мотори и мислам дека изградија фантастичен однос со Марк Маркес и без разлика, он ги става на страна резултатите, тоа што губи на стаза со личната негова релација со Маркес, дури баш хармонија, мислам дека се најрадосни на тоа Джиджи Далиња и Тардоци што успеа они двајца да се уклопат така како што се уклопија. До душе не беа толку блиску на стаза за да има некои проблеми, ама види, јас мислам дека фактот што Булега доби толку доверба од MotoGP тимот и од Далиња и слично, всушност само покажува колку Дукати сака да направи едно големо тркачко семејство и да истакне дека ова е тоа што, нели, се они. Ова е тоа што треба сите да го знаат за Дукати. Знаеш, не беше моментот на Булега као чекај сега ќе дојде да вози MotoGP, него моментот беше Булега е битен фактор у целата приказка Дукати. Супер байк е битна приказка у Дукати, за Дукати, знаеш. И за да го признаеме тоа и да му укажеме важност и чест, ние ќе го донесеме ваму и ќе го пуштиме да вози и така натаму. Иако има вишок мотор, да, окей, меѓутоа и кога нема вишок мотор, го пуштаа да, мислам, нели, го поканува и му даваа шанси да вози. Да, ма не. И сите тие тестови заедно што ги работат, сите тие промоции на нови модели што ги работат заедно од маркетинг гледна точка, нели, ново Пинегале, V4, V2, ти реков ми рече, цело време се они заедно, цело време они градат некаков таков тим на свегаш. И мислам дека идејата е да го пренесат, нели, видливоста, публицитетот на MotoGP, да ја пренесат исто и на Супербајк. Меѓутоа во исто време и да му укажат чест и важност и на тој проект, свегаш. Затоа што факт е дека тој проект што го продаваат, де факто, не го продаваат MotoGP мотор, го продаваат други. Ти ги ставиш во директна корелација, маркетиншки гледано тие два проекти, тогаш можеш да очекуваш многу полесно дека ќе се направи тој трансфер. Ме сакаш. Не знам дали претходно не сум ги приметувал, веројатно ги имало, ама не толку многу да јас сум ги следел, меѓутоа никој пат MotoGP возачи не сум видел толку многу да промовираат сериски мотори да возат на еден бренд. Ме сакаш. Па кој друг освен Дукати оваа година го гледаше да седне на Yamaha R1, што ја нема веќе, или да седне на поименам KTM што е у пропаст и така натаму, или да седне на Honda некој нов CBR или таму кој да му тоа ме сакаш. Значи нигде не ги видовме. У промотивни цели. Значи Дукати снимаше реклами со Маркез, со Банјаја, со сите ме сакаш. И Јаноне дури ги рекламираше. Не, мислам тоа е супер. Ти од твој професионална деформација, ти е маркетиншкиот дел да ги гледаш низ призма на тој дел. И супер што си го уочил тоа, јас не сум толку,
не го примети тоа додека сега не го спомна, да факт е дека најдобро ја користат платформата на MotoGP за промоција на моторите кои што ги продаваат во суштина. И дури и Алваро Баутиста сега, кој што не е толку битен во приказнава, го Пази, Марк го како возеше и тренира. Диавелот. Значи и на Диавелот се појавија мотоцикли. Да. Направија некои серии колку што памтам сега пред 2-3 недели И на промовира и Пеко Пинегале, и на Пинегале се појавија неколку пати, многу пати. И се појавија дури и на кросот се појавија. И на Значи, мултистрада мислам дека се појавија на V4-ката. Не сум видел. Не знам за мултистрада. Баш, Можеби не сум. Мислам дека Пеко ја возеше баш, така да Можно е, не викам не. може. Меѓутоа се појавија дури и на кросот. Ме сакаш значи Да, на бе, и да. кросот. Вклучувајќи и на Данило Петручи му дадоа. Ма тоа и отиде у БМВ човекот. Што сакав да кажам на тема Булега, пази, маркетички дел го одработиле супер, да, како што гледаме, меѓутоа нема да заборавиш дека он ќе тестира за MotoGP тимот од 2026 година и е човекот кој што покрај Топрак има ноу-хау за Pirelli гумите. Да. Све бидува Да, 27 тоа е година. Апсолутно. Све може да се деси од 27 година. Пеко, ако продолжи со овој тренд, можно е да го видиме Булега во 27. Значи, мојата предикција за 2026. Ајде. На крајот на сезоната Пеко ќе отиде у VR46. Да погодам на чие место или... Уствари, може двајца да има нови 27, да. Не би... Не, за место на Френки секако. Да, тоа сакав да кажам, ама не значи дека и DJ дека ќе остане. Топрак ќе има 2 или 3 топ 10 финиши и титулата ќе освои Маркес. Заради глупости од негова лична страна, не толку многу лесно колку оваа година, меѓутоа не многу потешко од оваа година. Да. И јас сум би сакал да верувам дека така ќе биде, да. Види се, ова е прогноза, меѓутоа и wishful thinking, онака би посакувал така да биде. Така. Останатите од топ до топ 5, значи второ, трето, четврто, пето, независно по редоследот, мислам дека дефинитивно ќе го видиме Безеки. Мислам дека дефинитивно ќе сакам да го видиме Квартараро на бивачки скроз, иако нема да се случи, ама сакам. Дефинитивно ќе видиме уште една Априлија. За тоа што не сум сигурен дали таа уште една Априлија ќе биде Мартин. Мислам дека Априлија ќе биде и понатаму сериозно добар мотор, затоа што последниот дел од сезонава тоа и како ни го покажа. И дали ќе биде тоа Фернандес или ќе биде Мартин, не знам, ќе видиме. Некако, знаеш како, кога се врати Марк, кога се врати овој, кога се врати оној, имавме чувство дека има енергија, има желба, има тој порив некако, знаеш, го има жарта во очите. За жал, се надам дека тоа ќе се смени, кај Мартин не го видовме тоа. Значи, не го осетивме тој момент. Оправдано е, не дека не е оправдано, ама има долга пауза, и не толку многу долга, ќе видиме што ќе се случува. Види, Мартин не успеа, извини, ќе се надоврзам. Мартин не успеа да се, како се тоа, да го издржи. Па не, туку да го издржи, да го понесе товарот на шампион. Го изеде тотално, го изеде уште пред сезона. Почна целата пази, он издржа кога требаше да освои титулата, не падна психички кога Дукати не го продолжи договорот со него, односно Да. После тоа, од кога пројде целата фрка, он тогаш се распадна. Значи, во афект го потпише договорот со Априлија, тоа сум убеден, сигурен, 1000%. За да им покаже, еве вие не сакате да ме задржите, окей, онда јас... Да, ама на крај испадна дека не бил тој лош услов, мислам, не бил тој лош избор воопшто. Испадна дека најдобриот потек што можеше да му се случи го направи не знаејќи. Не беше ни свесен. Значи, ако продолжеше, ако беа припремите во Малезија како што треба, и ако он, ја мислам дека побрзо ќе се сродеше он со моторот него Безеки, што успеа после пола сезона да се сроди. Да. Ако ги видиме резултатите на Огура на почетокот кои што беа фантастични. Да. Значи, само
тоа не може да му го замери човек, едноставно се распадна. Ја немам видено таков распад. Ајде да ги мериме со Пека Бањаја кој повише се распадна. Стварно, буквално тие двајца се за Двајцата шампиони, да. озбилно поморна шампиони, ама Абе, класика генерација Z, како да ти кажем, или како и да се вика оваа најмладава, ме свекаш. не знам, тоа случај за посмотрење, ама стварно чудно е дури и да се качи више човекот на мотор. Ако успее, да го стигне Безеки во формата, ќе има уште еден проблем да го освои тимот, затоа што он со дрва и камења фрлаше по тој тим кој што Безеки сега пиедестал, италијански производител, мал, финансиски далеку помалку моќен од било кој од другиве, со италијански возач, ме сваќаш, да направи таков добар пакет, тоа е Пеко Бањаја и Дукати, како ти кажам. Значи, тоа е комбинацијата. Да, ама и фактот што и покрај сите плукања и све што толкава големина покажа тимот и Романо Алвесијано, да сепак му даде поддршка и мислам дека и они више сами се измори од тоа, знаеш, окей, уреду е, знаеш, ќе биде, стрпи се, значи, покажа многу, замисли у Хонда да се десеше тоа исто. Дали мисли Имаше на клоци да го да, ќе одигне. Тоа ќе беше циркус. Немаше да може на мотор да се качи више нигде. Да, дефинитивно. Стварно, да. Или за Дукати да се случеше исто. Уште една луда теорија. Дали мислиш дека Априлија безрезервно почна да го храни и да работи со Безеки од која им пукна филм со Мартин? Можеби чекаа на Мартин, не се деси со Мартин тоа, Мартин се испонашил и рекол, окей, сега ние ги ставаме сите карти у Безеки, и Безеки рече, тоа е моментот мој, идеме гриземе далеку. Не, мислам дека они работеа со исто темпо како што би работеле кога и Мартин ќе беше нормален у главата и физички спремен, затоа што доаѓањето на Стерлакини он дојде со една мисија, човекот од КТМ, претходно во Дукати десна рака на Джижи Делинја и така натаму, значи дојде со идеја да реорганизира екипата која што имаше добар болид, пак ја почна со болид. Имаше добар мотор, меѓутоа не знаеше да го изгради викендот. Тоа беше најголем проблем претходните сезони. Петокот им беше критичен. И тука беше пукањето на филмот со Маверик Винјалес. Мада Маверик Винјалес е ТНТ сам по себе нестабилен тотално, ама и он беше свесен дека имаат организацијски проблеми и дека не знаат да се ги средат. Мислам, Маверик Винјалес, ја мислам дека би си гризнал од таквото сега, нели, после сезонот кога видовме дека може тој тим да се оправи. Ама најголем проблем беше прогресијата во текот на викендот, значи тоа го усоврши оваа сезона. Мислам дека наредна година Безеки ќе биде страшно оружје и не знам дали го виде на доделување на гала вечерта. Го видов само во патики дека беше и одело, ама не видов. Да, онака си се прошета до подиумот без нека помпа, мафна лево десно на публиката. Меѓутоа не искористи многу време на подиумот да се фали, да кажува не знам што, него во вторник почна 2026 година, знаеш, тоа му беше лајтмотивот. И беше напан уште, знаеш, на гала вечер, пази, веќе завршува сезона предолга за сите, едва чекаат сите дома да сидат, овој вика 26-та почна во вторник и прови ракавицата беше прелеп. Да, не, напане, знаеш, сака да се докаже. Сака да вози да победува, да ти не би сакал да возиш кога победуваш. И ја осети, моќта ја осети, знаеш, на победувањето на тимот позади него, фабрички тим и овој аеропакет денеска што го извадија. Тој толку радикален, толку нема врска со стариот мотор. Ако немаат они добри информации дека ова ќе даде стварно голема предност, она нема да го први 2 априли се најдови. Ама не, пази, кој нормален би го чепкал овој мотор сега у неделата што издоминира. Ја мислам дека има теста со они се.
Значи, ако нема добри информации дека стварно многу ќе добијат со овој нов аеропакет, онда не би го чепкале, што мене ми кажува дека ќе извадат некој чудовиште. И имаат уште нешто во ракавот, што би се рекли. Па, очигледно, да. Почнав да се раставам со метафори премногу. Ова е знак дека треба полека да привршуваме. Духот на Калински дека ни се придружува. Духот на Калински почна да... Иначе да. Дека бе Калински не е умрен, пети шо ти е. Да кажеме дека многу го почитуваме човекот и дека си правиме оваква забава на негова сметка од почита, не од подсмевање, ни Ако некој случајно ги фати објавите на Калински ГП со хаштаг Калински ГП на нашиот Инстаграм профил, заследете на Инстаграм Мотори пиво нешто. Ќе ставиме линк во опис на видеото или на епизодата доколку не слушате на аудио платформите. Ничо завршуваме сезона, ја мислам дека е доста муавет, не се вртиме во круг, мене ми е интересно се во ова и покрај тоа што мислам дека од петни жили се обидуваме да не навлеземе во техничките ствари кои што ги слушаме како се дискутираат по еден куп други места и по сајтови и по Твитер профили, само за да не забегаме во тајните заговори за гумите. Премногу содржајна е сезоната цела за да се зезаме со глупости, да. И не сме за толку кадри да И сакам да го пофалам и Мореира пред да затвориме епизодава. Човекот созреа во текот на сезоната. Мене ми беше фаворит уште во времето на Мото тројки, ама никако да реализира резултат. И го имам спомнато и претходно дека меѓу две Мото 3 трки успеа да победи на крос трка и така натаму, и дека го симна од крос моторите само за да се фокусира на овие мотори тркачки на кружни трки, за да може да конечно да постигне и тука добар резултат, затоа што премногу природен му беше стилот за крос повеќе отколку за кружни трки и така натаму. Значи дечкото созреа, издржа притисок, успеа во втора половина од сезоната да ја преврти во своја полза и баш се радувам што влезе во MotoGP како шампион. Ја чекам Алонзо да година да освои титула. Тоа ќе видиме. Покрај онаков Холгадо, бога ми, нема да му биде лесно. Знам, ама знаеш како пуста желба се, тоа е. И јас така предвидував, ама ме изненади Холгадо. Пази, имаш и повреда Алонзо, тачно, и не мора да значи дека ако нема добри резултати во Мото2, нема да има добри во MotoGP. Да, тоа имаме. Ама за него ќе биде убаво да си ја земе титулата секако, да. Така е. Затвараме муабети за оваа сезона за MotoGP, меѓутоа ветуваме дека ќе се појавиме во едно друго издание во кое што ќе се правиме муабет за EICMA, ќе правиме муабет за мотори, ќе правиме муабет за возење, ќе правиме муабет за зимување и нешто друго. Може. Доследно видување. Поздрав! Чао!